Се вжештува дебатата околу тоа колкави се цените за геодетските услуги. Од една страна геодетите велат со вакви ценовници како што ни ги наметна катастар, ние ќе мора да ставиме клуч на врата. Од друга страна, од катастар стигнува одговор дека не е тоа така и да не се служуваат со цените, со растот на цените што ги објавуваат геодетите. Каде е вистината е тешко да се процени, бидејќи двете страни многу ревносно зборуваат и стојат на тоа што го кажуваат. Со мене во студиото е Никола Рибаровски, председател на Комората на трговски друштва за геодетски работи. Добре дојдовте. Добре најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Вие имаше еден през, да кажам, брифинг на новинарите со господинот Тунџев од Агенцијата за катастар. Вие отидовте таму и сакавте да присуствувавте и да кажам се случи еден мал инцидент затоа што рекоа не сте поканети таму, можете да се договорите со директорот, меѓутоа не е така. Што е сега вистината? Како од ваша страна? Што се случува со цените и зошто така настапивте? Точно така, денеска подобиена информација од вас новинарите дека директорот на Агенцијата за катастар има закажано брифинг со новинарите, како можеби една од најзасегнатите страни. Отидов, побарав да бидам внатре на брифингот за да можам да ја слушнам вистината, односно она што нас можеби најповеќе не засега, а тоа е образложението за покачувањето на цените. Бев грубо исфрлен со обезбедување, со одговор дека не сум поканет, иако сметам дека тој брифинг со новинарите е една јавна работа за која што целата јавност треба да дознае. Тоа го видоа и новинарите, тоа го видоа и медиумските работници. Практично јас бев избркан и не ми беше дозволено да присуствувам на брифингот, а меѓу другото и да поставам неколку прашања на директорот, а тоа е зошто на голем број дописи од Комората, агенцијата не одговара, да разговараме и да се соочиме со аргументите кои ги поседуваме јавно, да каже практично кога предложениот тарифник согласно Законот за катастар ќе биде изваден, така наречено жаргонски кажано, ќе биде изваден од фиока, бидејќи како компании работиме со тарифник од 2014 година, кои практично немаат, во кој тарифник цените немаат реално со денесната пазарна вредност. Зборувате за цените, извините што ќе ве прекинам, зборувате за цените што вие ги наплатувате. Да, тоа е тарифник кој согласно Законот за катастар Комората го предлага до управниот одбор на агенцијата околу цените на услугите на приватните компании. Ова што сега се случи се покачување на тарифниците за издавање на податоци од страната на Агенцијата за катастар. Значи, затоа вие велите дека немате тука простор, не можете тоа да го префрлите на страна на корисниците. Еве, например, ако јас некоја услуга барам од вас, вие мора да постапувате по тарифникот од 2014 кон мене, а во меѓувреме дека агенцијата ви ги покачила износите што треба да ги платите вие кон незе. Ако добро разбрав, тоа е така. Токму тука настанува проблемот. Имено, ако вие дојдете во било кое, појдете во било кое од овие геодетски бироа и побарате некаква услуга, ние ќе треба да ви дадеме образложение зошто сега треба таа услуга да ја покачиме и можеби одредена 20, 30, 40, можеби 50% од таа сума што ние ќе ви наплатиме, треба да ја дадеме према агенцијата за покачените трошкови за издавање на тие податоци, кои па се законска должност да бидат инкорпорирани во секој наш продукт. Така, но дали вие можете воопшто да ја покачите цената? Или... Па нажалост не можеме да ја покачиме цената, иако тарифникот е предложен во 2019 година, до денес поради разни изговори дека методологијата не е како што треба за недавање на одговори, бидејќи пред нешто повеќе од 2 месеци испративме уште еден допис, каде што ја повикавме агенцијата да си даде своји представници во работната група, да видиме што е спорно во таа методологија и да можеме да го донесеме тој нов тарифник. Дали вие воопшто побаравте да се сретнете со господин Тунџев? Дали моравте така да отидете на пресконференција? Ви благодарам на тоа прашање. Треба да кажам дека јас сум скоро 2 години председател на Комората, претходно бев во управниот одбор. Откако оваа гарнитура е на власт во таа агенција, би рекол можеби една од најважните институции во државата, Комората е
вкупно 2 пати примена на работни состаноци, иако претходно имало пракса да управниот одбор на комората биде до 3, 4, 5 пати годишно приман за да може на работни средби за да може да се разговара околу проблемите. Јас, откако сум председател, сме само еднаш повикани и за тоа постојат документи со неколку преписки, со тоа кој да биде присутен на таа средба, што точно да се разговара и така натаму. И практично, освен тоа, и при завршувањето на таа средба, кога јас побарав и кога го поканив директорот на агенцијата да дојде на работен состанок во комората, практично добив одговор дека он има своји представници во управниот одбор и нема потреба за тоа, така да практично сакам да ви ја доловам сликата дека комуникацијата практично е сведена на некакви си дописи и на некакви си протоколарни одговори. Тоа значи дека не бевте воопшто прашани за новите цени на 19 ноември, велите дека стапија во сила новите тарифници за висината на надоместоците, воопшто не бевте прашани, едноставно бевте информирани како одеше таа комуникација? Апсолутно никаква консултација, иако можеби нема ни законска должност агенцијата тоа да го направи, немаше никаква консултација, си ги покачија цените и практично меѓутоа се останува отворено прашањето во ред тоа ништо ги покачија цените кога нашиот тарифник ќе го види светлото на денот. Вашиот тарифник за вашите цени кон клиентите. Кон клиентите. Така. Сега, кажете еве според вас кои се тие најинтересни податоци најмногу што ги засегаат корисниците ваши околу зголемувањето на цените? Точно така. Значи, и на пресконференцијата тоа го кажав, практично направивме една мини анализа да од оние податоци кои што се најпотребни и се највообичаени за изработка на еден наш продукт, односно геодетски елаборат, ако досега сме плаќале 750 денари, сега со новите цени треба да плаќаме 1550 денари, или во превод тоа значи за поскапување од повеќе од 100%. Најизразено би рекол највеќе нешто што боде очи во цело ова поскапување, тоа е податок координати на геодетска точка од референтна мрежа. За да биде појасно за вашите гледачи, тоа се точки од така наречените геодетски мрежи, кои што со гол око можете да ги видите на многу прометни места, на улици и така натаму. И тоа поскапување, тој продукт кој што ние го нарачувавме чинеше 67 денари, денеска кошта 409 денари. Или во превод поскапување за повеќе од 500%. Имајќи ги во предвид новите техники и технологии, овој продукт речиси и да не се употребува во секојдневното работење на фирмите, а згора на се таквите точки поради разноразни реконструкции на улици, поради градежни зафати и така натаму се уништени, иако агенцијата има должност по закон да ги тие обновува, тоа не се обновува, практично дел од тие податоци кои што ги купуваме на лице место и не постојат. И сега е еден од најфреквентните податоци кои што ги купува, бидејќи скоро за секоја наша услуга должни сме да ја купиме таа точка. И сега се поставува прашањето на најфреквентен податок кој што речиси не се употребува, да имаме повеќе покачување од 500%. Логично е да се запрашаме зошто е тоа така и да добиеме нели образложение. Така, кога правите да кажам некој геодетски проект, со колку точки условно кажано можете да се Па зависи, има по правилник е тоа уродено со колку точки, но еве да земеме дека најмалку една точка мора да се купи. И уште еднаш како ќе повторам, бидејќи имајќи ги предвид новите техники и технологии, тоа е практично некој податок кој што речиси, ајде да не биде 100% дека не се употребува, ама речиси е неупотреблив, а должни сме да го купиме и одозгора сега има и 500% поскапување на таа цена за тој податок. Сега не знам, не присуствувавте значи на пресод, па јас ќе ви кажам дека директорот рече дека зголемувањето од 25 до 30% согласно зголемени трошоци за струја и други нели трошоци што ги имаат и дека доколку се стабилизираат цените на електричната енергија, можни се и намалување на цените. Како вие велите до 500%, така, од директорот вели од 25 до 30%. И дали зборувате за истите нели надоместоци или можеби за различити некои? Сега јас навистина не бев
примен на тој брифинг за да можам да слушнам изворно што кажал директорот на Агенцијата за катастар, меѓутоа овој податок ја што го потенцирам и што го кажувам е практично реалност. Ако сме повторно ќе повторам, ако сме досега плаќале 750 денари за тие три продукти највообичаени, тоа е имотен лист, извадок од дигитален катастарски план и геодетска точка. Ако за тоа све сме плаќале досега 750 денари, сега треба да платим 1550 денари. Ако оваа реалност за некого е поскапување од 20 на 100, навистина не знам што да одговорам. Така. Дали нешто спомнавте или напоменавте и за проблеми со електронското, со електронските системи на катастар и тоа беше на некој начин негирано, дека ги имате? Така. Нешто поконкретно со тоа? Значи, тоа е проблем со кој се соочувам исто така поодамна. Значи, многу често се случува да електронските системи на Агенцијата за катастар бидат вон функција. Тие системи се секојдневие за приватните компании. Зошто? Затоа што практично секоја една работа која што извршува геодетската компанија за нормално функционирање мора да биде поврзана со тој електронски систем. Само пред месец дена имаше хакерски напад. Тоа е нешто кое што нели не може никој да го спречи, меѓутоа само да ви доловам дека една недела една работна недела сите компании беа во застој и не може да функционираат и да работат. Сега, ако имаме хакерски напад, тогаш што се случува скоро секој месец, еднаш или два пати месечно, да тие системи не функционираат. До нас, како комора, од членките има големи поплаки. Практично фирмите не можат да работат и не можат да си го остваруваат уставното загарантирано право на заработка. Точно поради неработењето на тие системи. Ќе го искористам вашето присуство овде во моментов, па ќе ве прашам и нешто околу работата. Едно време се жалевте дека нема доволно геодети, кога беше оној процес на легализација. Дали сте уште како се снаоѓате со кадар, дали има доволно, како се работи на терен? Па видете сега вака, точно тоа е точно тоа се тие погубни политики против кои ние зборуваме. Само да ви ја долам ситуацијата дека оваа година на градежниот факултет на одсекот геодезија се запишани само 6 студенти. Тоа доволно кажува за каков интерес станува збор, а во екот на легализацијата пред само 6 или 7 години таму се запишуваа повеќе од 100 студенти. Значи доволно укажува фактот на тоа какви погубни политики се водат во овој сектор. Точно е дека во екот на легализацијата можеби имаше потреба многу од геодетски стручни лица, меѓутоа во овој момент верувајте дека фирмите се на работ на екзистенцијата, поголем дел од фирмите. И практично фирмите не можат да функционираат со тој кадар што го имаат. Значи принудени се на ајде така да се изразам на оставање на улица на одреден дел од вработените. Практично во голема и во тешка криза е геодетскиот сектор. Колку компании има отприлика? Дали имате некоја бројка и колку? На ниво на држава се отприлика 140 компании и сега во просек рачунајте дека секоја фирма има од 5 до 6 души вработени, тоа е некој просек, некои имаат помалку, некои имаат повеќе и можете лесно да ја добиете правата слика колку вработени лица има во овој сектор. Искрено кажано ме доведувате вака во збунета сум малце, кога велите дека немате доволно работа, во смисла што имаме една вистинска градежна експанзија кај стамбените, нели, единици, меѓутоа и јавни објекти, јавна инфраструктура солидно се гради, да кажам. Зошто тогаш? Не е ли тоа условено со закон да се мора да помине преку геодетите? Зошто тогаш немате? Точно така, мислам на вистина добро прашање. Имаме одлична комуникација како комора со сите меѓународни сродни институции, односно комори. При неодамнешната моја посета некаде пред месец и пол на Белград и работни средби со компании, со приватни компании од таму, би сакал да ја цитирам наша колешка, собственик на голема фирма од Белград, која практично кажа дека без разлика на сите овие глобални економски кризи, за геодезијата во Србија нема криза. И кога јас и
потенцирав дека геодетскиот сектор е во криза во Македонија, ме гледаше чудно и ме праша, па добро, дали е кај вас све изградено, па што вие немате работа? Точно, има експанзија, меѓутоа, затоа сакаме да обрнеме внимание на погубните политики во геодетската дејност. Имаме експанзија, а фирмите ни се во криза. Како? Тоа се тие погубни политики. Затоа бараме комората да биде вклучена при изработката на новите закони, меѓутоа, нажалост, агенцијата самоволно си предлага закони и не може да ги сослуша проблемите на комората, односно на незините членки. И дополнително тука би нагласил дека и во постојниот закон и во предложените закони за одредени работи кои што се од државен интерес, законите пропишуваат да државниот катастар ги извршува работите. Сега замислете, кога имате приватен сектор за во некоја дејност, практично за работа во некоја дејност, практично нас конкуренцијата ни е државата, односно државниот катастар. И ако не е тоа така, дајте да го смениме во закон и воопшто тоа да не се предвидува, дека за државен интерес државниот катастар ќе работи и ќе биде наша конкуренција. Тоа мислам дека го нема никаде, никаде во светот би рекол, каде што постои приватен сектор. Со приватниот сектор, регулативата, предпоставувам, регулира да секогаш мора да има геодетски елаборат. Видете сега, да, зависи за каква работа станува збор. Да речеме, во ја начнавте како тема нели градежништвото, градењето и така натаму. Ние тоа го класираме во така наречена инженерска геодезија. Инженерската геодезија во моментов не е никаде пропишана со закон, иако еве се прават обиди да се тоа пропише, и тоа го поздравуваме. Треба да се пропише, меѓутоа не на ваков начин како што сака агенцијата да го пропише. Очекувате нов закон, очекувате нова регулатива, докаде? Да, има предложени закони од страна на агенцијата за катастар, меѓутоа нашиот став е дека со така предложените закони практично не се решаваат проблемите, напротив се продлабочуваат и апсолутно за комората тие така предложените закони се неприфатливи, поради тоа бараме и ќе побараме во владата да тие закони бидат како предлог затоени вратени назад и да комората биде вклучена како во сите демократски општества каде што има приватен сектор и каде што има комори да учествуваат во изработката на тие закони. Господин Рибарски, ви благодарам на овој краток брифинг, па во очекување на нови законски регулативи и во нови разговори со вас. Ви благодарам на поканата.